Со новиот модел М2 влегува во втората генерација на модели, но всушност линијата на традицијата започнува со 1 серија М купе, проектот Пират, со кој BMW го подигна купето на ниво на спортски автомобил од 2011 година, користејќи машина со високи перформанси. Во тоа време моторот се уште имаше 340 конски сили, но во 2015 година моќноста се зголеми на 370 коњи во М2. Во 2018 година дојде нов мотор со 410 конски сили, а ограничениот М2 CS имаше 450. За оваа прилика, моторот што носи интерна ознака S58 доби уште сила и сега новиот М2 може да се пофали со дури 460 коњи и 550 Нм. Моќта се пренесува исклучиво на задните тркала преку остар 6-степен мануелен менувач или со 8-степен автоматик. Линискиот 6-цилиндарец дава акустична емоција, што може да се очекува од возило со високи перформанси од МГ GmbH. Ова го прави М2 единствената серија 2 со погон на задните тркала, што се уште има рачен менувач. Во минатото, послабите моторизирани купеа со 2 седишта беа достапни и со стандардниот менувач. Така, претходниот менувач е облагороден како пуританска варијанта на познавачите кои го ценат директниот пристап до возилото. Перформансите се импресивни. М2 спринта од 0 до 100 км на час за 4,3 секунди, а со автоматскиот менувач е дури 0,2 секунди побрз. Брзинометерот застанува на 250 км на час, а опционално може да се скокне на 285 км на час. Со автоматскиот менувач М2 исто така постигнува малку подобри вредности на потрошувачка, само 9,6 литри на 100 км во циклусот WLTP. Во споредба со неговиот претходник, новиот М2 е малку поголем, но се уште не е најпогоден за градско возило. Подолгото меѓуоскено растојание обезбедува поголема стабилност при агресивни маневри на возење и при големи брзини. Подвозјето е развиено за изразено спортско возење, но треба да понуди поголема удобност од претходниот модел. М2 има пневматици 275-35-19 напред и 285-30-20 на задната оска, а блокадата на диференцијалот на задната оска може да обезбеди ефект на блокирање до 100%. Композитен систем за сопирање и активната контрола на амортизерите се исто така дел од стандардната опрема. Патем, големините на тркалата се над влезното ниво во М3 и М4, па ова само го нагласува поостриот карактер на М2, што го истакнува дрифт програмата, која може да се постави во 10 фази како кај сестринските модели. Внатрешноста има придобивки од спортските седишта, кои се стандардно покриени со фина алкантара. Закривениот екран се протега пред возачот и ги заменува традиционалните тркалезни инструменти. За жал, централно поставеното копче, со кое понекогаш досадните системи за помош можеа брзо да се исклучат, е испуштено. Функциите сега се скриени во подменијата, очигледно во очекување на предстојните регулативи на Европската Унија, дизајнирани да го отежнат исклучувањето на системите за надзор. Однадвор, М2 треба да им се допадне и на традиционалистите. Двојниот бубрек е многу помал отколку кај М3 и М4, а диагоналните елементи на обичната двојка го отстапуваат местото на големите правоаголни доводи за воздух. Патем со 72.800 евра, колку ќе чини во Германија, М2 е точно 13.000 евра поевтин од М3 и со тоа е многу атрактивна понуда за ентузијастите, особено што веројатно ќе биде последниот од ваков вид. Или не?